Почитувани гледачи, добар ден. Јас сум Сања Димитровска, ова е Добриот доктор. Денеска ќе зборуваме за алергии кај деца. Пролетните алергии веќе се почнати. Зошто е постојано во пораст бројот на деца кои што имаат алергии? Кои се првите симптоми кои што не треба да се игнорираат? Како се диагностицира алергија кај деца? Мој денешен гостин со кој ќе разговараме на оваа тема е доктор Весна Мицевска, педијатар пулмолог од клиниката за детски болести. Доктор Мицевска, добре дојдовте во Добриот. Добре ве најдов и благодарам за поканата. Еве, како што веќе најавивме, пролетните алергии нели веќе се почнати, иако како ни се движи, односно со тие климатски промени, може да кажеме дека во текот на целата година има алергија, меѓутоа зошто е постојано е во пораст бројот на деца кои што имаат алергии? Алергиите се заболувања во основа кај кои што главниот фактор го има имунолошкиот систем. Се она што влијае врз имунолошкиот систем, можеме да кажеме дека е на некој начин и причинител за се почеста појава на алергии и зачестената појава воопшто на алергиите и кај децата и кај возрастните. Постојат повеќе фактори кои што влијаат на зголемувањето на бројот, односно на зачестеноста на алергиите кај децата. Например, основно е, во основа на сите тие е една состојба, појава на имунолошка толеранција. Ако имунолошката толеранција врз надворешните влијанија е пореметена во организмот, може да се појави и неадекватна, односно една зголемена, поинаква реакција на надворешните фактори. Оваа имунолошка толеранција, која што нормално се развива кај секој човечки организам од првите денови од животот, може да биде пореметена од различни влијанија. Например, начинот на живот во последните децении многу се менува. Од аспект на тоа што повеќето од семејствата, повеќето од децата живеат во урбана средина. Некако тренд е зголемената стерилност на условите во кои што децата живеат. Намален е контактот со животни, со надворешната средина, помалку време поминуваат надвор, помалку се изложени на некои надворешни вообичаени влијанија. Помал е контактот со токсини, со вируси, со бактерии, се она кое што нормално би требало да го пренасочи имунолошкиот одговор кон нивни правец, а не во друг правец. Понатаму, пореметувањето на флората во цревата, која што се јавува како резултат на многу фактори, а има големо влијание во развојот на оваа имунолошка толеранција. Начинот на исхраната, доењето, кое што е, да речеме, помалку застапено, типот на исхрана, намалениот внес на природна исхрана, на влакна во исхраната, сето тоа го пореметува и ја пореметува и цревната флора и воедно и ја пореметува и оваа имунолошка толеранција. Исто така, загадувањата, загадениот воздух, кои што го оштетуваат во голема мера, ја оштетуваат слузницата на дишните патишта, која што станува поосетлива на оние потенцијални алергени од надворешноста. Значи имаме палета на фактори кои што влијаат да се постојано зголемува тој број на деца кои што нели се алергични. И дали тоа значи, доктор Мицевска, дека бидејќи, еве, ако кажеме дека секое едно од 3 деца значи има алергија, а кога ќе се воспостави дека е алергија, треба веднаш да се почне и со терапија. Уште од мали, еве, од 1 годишна, 2 годишна возраст да почнуваат со терапија за алергии. Обично, значи, прво се појавуваат симптоми, па родителите ги носат на лекар и кога ќе се посомневаме дека може би причинител за тие подолготрајни или повторувачки симптоми може да биде алергија, тогаш се прават и испитувања за алергија. Секако, значи,
диагнозата и одлуката за третман треба да биде врз основа на клиничката слика, врз основа на лабораториските наоди, на останатите наоди и испитувања кои што се прават за алергиските заболувања и сето тоа би требало да овозможи една одлука да се отпочне терапија или да се чека. Така. Јас да ги повикам и нашите гледачи дека може да се јават во живо и да постават прашање до нашата денешна гостинка. Кои се тие први симптоми кои што не треба родителите да ги игнорираат и да се побара нели помош кај пулмоалерголог? Во првите 2 години, 3 од животот, многу често она што се случува во праксата е децата и вообичаено имаат зачестени вирусни инфекции во овој период. Симптомите од вирусните инфекции на дишните патишта се многу слични, се препокриваат со симптомите на алергиските манифестации. Во овие први години многу често не се работи за алергија, туку се, да речеме, вирусни инфекции. Сепак, доколку родителот на едно дете кое што од првите месеци, уште во доенечката возраст, има промени по кожата, кои што укажуваат на атопија, значи на склоност кон алергија. Сува кожа, појава на осипи, екцеми и други типови на кожни промени. Понатаму, појава на други симптоми од дишните патишта, кијавица, течење на нос, кашлица, посебно оние кои што се јавуваат сезонски или после изложеност на некои надворешни фактори, би требало да ги да ги наведе родителите да помислат дека се работи и да се побара помош. Но не иако има кашлица 1 до 2 недели, да ако не помине со дадените ординираните, да речеме, симптоматски лекови кои што се даваат и средства, дека тоа веднаш е алергија. Така. Пред да продолжиме, веќе имаме гледачи на линија, повелете во програма сте? Добар ден. Добар ден, повелете. Така, значи, детето е 3,5 години, го водат како церебрална. Значи, вака, имаме лежано 2 пати во Козле поради пневмонија и бронхитис. Значи, ова зима исти 5 антибиотици. Значи, све имаше спуштено на пуѓа, има атописки дерматит. И нон-стоп носето такомо хрчка, затнато, како се викаше, тие симптоми ги има. Таткото е алергичен на месо, на свинско месо. Па сакам да ми каже докторката зашто закажавме и за алерготест во клиниката за респираторни. Сакам да го испитам дали е стварно алергичен. Така. Да. Ева за 3,5 годишно, 5 антибиотици само во зимскиот период. Да. Како што реков, симптомите се слични, може да се работи и за вирусни инфекции, но може би се работи и за алергија, посебно што еве податок има дека и во семејството има член од семејството кој што има алергија. Би требало да се испита, да се направат тие основни алерголошки испитувања, да се види дали навистина детето има и елементи на алергија, кои што ги прават овие, да речам, состојби почести. Не секогаш би требало да се даваат антибиотици при вакви симптоми, меѓутоа секако според проценката на лекарот и состојбата на детето, антибиотиците имаат и свое оправдано давање кога се работи за инфекции на долните дишни патишта, докажана бактериска инфекција, така да така. Пред да го вклучам следниот гледач, да се надовразам на гледачката, иако нели без судење зошто пиел антибиотици сигурно било оправдано во овој случај, меѓутоа бидејќи споменавте дека од самиот имунолошки систем зависи алергијата и доколку неколку пати се пие во текот на месецот или во 2 месеци антибиотика и мало дете, колку тоа го намалува имунолошкиот систем и остава подлога еве за дополнителни вакви инфекции меѓу кои алергии.
неоправданото давање на антибиотици или честото давање на антибиотици кај децата е реалност. Многу често за вирусни инфекции се даваат антибиотици. Антибиотиците имаат своја цел да се борат против бактериски, значи инфективни причинители на инфекцијата. Од друга страна, антибиотиците внесувани почесто и неоправдано можат да ја нарушат она бактериска флора во цревата, која што претходно споменав дека е многу битна за развој на имунолошката толеранција, значи за нормално насочување на имунолошкиот систем кон адекватно насочување кон предизвикувачите. Ако се дава неоправдано почесто антибиотици, таа флора се нарушува, со тоа и нивната функција, нивниот дел во развивањето на имунолошката толеранција е пореметен. Па така нема да имаме, односно ќе имаме зголемена реакција, алергиска реакција на повеќе типови на надворешни причинители од надворешната средина, храната која што се внесува и слично. Так. Да, тоа е појаснување кога непотребно се даваат антибиотици, воопшто не се однесуваше нели за случајот со гледачката која што ни се јави. Имаме гледач, повелете во програма сте. Повелете, ве слушаме. Ало? Да, повелете, ве слушаме. Докторката, види сега имаме деца. Имаме од 3 години и 6 години. Добро. Едното оде праводеление, едното у градинка. 2 дена ќе седе тука, 2 дена пуштиме го на школу, но со затнан солзи и шо знам, не знам, никако се си дома не може да излезат, да се прошетат, не може да, не знам како да речем. Дека требе, дали на пулмолог требе, дали електрко Тесле, како треба да се прави, да се види, никако не можат, се са дома, се са затворени, немам поима што треба да направиме. Така, јас ви благодарам многу за јавањето. Еве колку солзење се типични симптоми. Со оглед на што го кажа гледачот, можеби се работи за алергиска манифестација, бидејќи вели кога ќе отидат на училиште, надвор, значи се појавуваат овие симптоми на солзење, на чешање нос, затнат нос, кијавица, тоа се симптоми на алергија и би им советувала да ги однесат децата на педијатар да се направат испитувања, да. Така, затоа што можеби е или некое надворешно влијание или пак нешто што е во внатрешност, имаме голем број алергени кои што во внатрешноста ги има, тоа се пак инхалативни алергени кои ги вдишуваме, меѓутоа се повеќе се во затворен простор. Домашна прашина, дерматофагоиди, тутунот, животинските влакна, сите се типови на алергени кои што ги имаме во надворешната средина, ама во затворени простори, наспроти оние кои што се во природата, нели, разни типови на полени и слично. Така. Еве, јас се надевам дека нашиот гледач го слушна одговорот, односно дека треба да посетат педијатари да се направат алерготестови. Имаме гледач, повелете во програма сте. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до вас и до докторката. Имам кратко прашање до докторката. Повелете. Имам дома 10-месечно бебенце, кое искочи надвор, веднаш му се сцрвенуваат обравчињата и носот почнува да тече со зелен секрет. Дали може би тоа е алергија или и што треба, како да постапам? Так. Благодарам, пријатно. Ви благодарам многу за јавањето. Еве, овде станува збор за 10-месечно бебе. Да, добро. Значи, нема манифестацијата алергиска може да се појави и во порана возраст, може и подоцна. Значи, овде имаме еден податок дека кога ќе излезе во одредена средина детето, има реакција која што не е вообичаена, значи со црвенило на обравчињата, со затнато носе. Ако се тоа симптоми кои што се јавуваат брзо после изнесувањето надвор,
повеќе одат во прилог на една алергија. Бидејќи сепак за да биде тоа една вирусна инфекција, да се работи за инфекција, треба да биде во контакт со други деца, да речеме, или возрастни лица кои што имаат симптоми на инфекција, така да би советувала да се посети педијатар и да се направат потребните испитувања и секако да се даде совет за евентуална терапија. Така. Доктор Мицевска, споменавме нели кога може да се посомневаат и родители дека можеби нивното дете има алергија со тие кожни осипи, сува кожа, кивање, затнат нос. Меѓутоа, кога самата алергија може да даде уште подраматични симптоми, кој вид на алергија може да даде многу подраматични симптоми? Да, значи, велиме, алергиската реакција е склоност на организмот, а таргет органите, значи целните органи може да бидат различни или ткива. Може да биде кожа, може да биде слузницата на носот, може да биде слузницата на долните дишни патишта, на очите, секако и други алергии на други системи. Меѓутоа, во однос на дишните патишта, доколку реагира слузницата на долните дишни патишта, значи на сите оние разграноци кои што одат после дишникот внатре во белите дробови, тогаш станува збор за еден друг тип на алергиско заболување, тоа е алергиската астма. Исто така, системските алергиски реакции од типот на анафилакса или анафилактоидни реакции, кои што можат да бидат на различни типови на алергени, може да бидат на храна, да се може појават, да бидат многу бурни. Може да бидат и на инхалативни алергени, значи оние од околината, тие се бурни и сериозни алергиски реакции, кои што може да бидат и живото загрозувачки. Дали тие бурни, пред да ги вклучам следните гледачи, тие бурни реакции, можеби, еве, доколку дете проба прв пат јагода, знаеме дека е алерген или некој друг посериозен алерген, веднаш може да се појават, за да се посомнева самиот родител дека станува збор токму од тоа. Да, може да се појават и при првото консумирање на таа храна, конкретно јагода. Понекогаш се појавуваат после повеќе кратно консумирање, некогаш симптомите можат да бидат прво благи, па се понатаму да бидат посериозни, така да не постои правило дека треба прво да ја консумира некое време храната па да се појави алергија. Значи таа може да се појави во било кој случај. Така. Имаме гледачи, повелете во програма сте. Повелете, ве слушаме. Ало? Да, повелете, ве слушаме. Добар ден. Добар ден, повелете. Прашам нешто докторката. Повелете. Имаме ние 3-годишно внуче, само е склоно кон лекарства и настинато е. Често пие лекови, така? Да. Дали пие антибиотици или други типови на лекови? Антибиотици, појчето. Дали посетува градинка? Да. Дали до сега некогаш сте направиле некакви испитувања за овие зачестени инфекции? Немаме испитувања, леукоцитите покачени и тоа е работата. Нон-стоп е само настинато. Колку често е настинато, да речеме, колку пати во Секоја година? недела скоро. Така. Добро, значи би требало, секако треба да се направат дополнителни испитувања. Не мора да се работи само за алергиски тип на вакви чести симптоми, може да бидат и во позадина и други. Постои оној момент на дете кое што посетува колектив, посетува градинка, зачестено имаат вирусни инфекции, кои што е нормално да ги има, додека зрее имунолошкиот систем, меѓутоа може да има и некој друг тип на проблем имунолошки или да се работи и за алергиски дополнително, значи алергиска конституција, секако треба да се направат испитувања се со цел да се намали
потребата од антибиотска терапија. Така. Иако можеби не е поврзано со алергија, меѓутоа доктор Мицевска, дали секогаш кога кај дете ќе има зголемено леукоцити, колку треба да бидат тие зголемени, доколку нели не се направи антибиограм, веднаш да се даде антибиотик? Ако детето има кашлица или тече носе, и има покачени леукоцити, нема покачена температура, нема подолго траење на овие симптоми и да има покачени леукоцити, не мора веднаш да се започне со антибиотска терапија, бидејќи треба да комплексно е испитувањето и сепак начинот на поставување на дијагноза и одлука за давање на антибиотик не треба да биде само врз основа на покачени леукоцити, бидејќи некогаш и друг тип на инфекции, вирусни и други влијанија можат да ги покачат леукоцитите во крвта. Имаме гледач, повелете, во програма сте? Добар ден. Да, повелете, ве слушаме. Сакам да прашам за алергијата што ми се јавува нон-стоп. Црвенило на вратот, рацете, све. Кога се појавуваат тие симптоми? Нон-стоп ми се јавуваат, како сува кожа ја. Нон-стоп ми се јавуваат. Дали од работот боите, не знам што се случува. И потекувам цел во устата, во носот, све. Работите негде кај што има бои, така рековте? Да. Да, треба да се направат испитувања за преосетливоста на овие средства и бои со кои што вие сте во контакт постојано, бидејќи можат да бидат и причинители за вакви кожни реакции. И со отоцеве, како што спомена. Да, секако треба да се посети дерматолог и да се направат испитувања и понатаму да се даде совет дали е потребно да се третираат овие промени или ќе треба да се елиминира причинителот кој што ќе се открие евентуално. Имаме гледач, повелете, во програма сте? Ало, здраво. Да, повелете. Извинувам, поздрав до докторката и да вас може ли само едно прашање? Повелете. Вака, мајка сум на 7,5 годишно дете, од пред 3 години е со флексотита. Значи, константно терапијата се ја прима, меѓутоа секоја настинка, секој вирус, да речеме, со тие напади од астма. Значи, нема кај не сум била, нема што не сум пробала. Имаме направено тестови, он е алергичен на влага. Меѓутоа и не само влагата, се друго му смета. Има ли шанси никој пример да ичезне ова или не знам што да му дадам покрај притежно кога ќе има тие нападите од астма со вентолин, со пулмикорд, со тие работи. Ама има ли шанси негде, не знам, да се оправи дете во пошто 3 години и 3,5 со флексотида. Така. Јас ви благодарам многу за јавувањето. Да. Очигледно дека терапијата која што се дава не е доволна за да се смират симптомите. Постојат повеќе причини за поради кои што една терапија може да не делува. Прво, дали е правилна апликацијата на лекот, бидејќи се работи за лек кој што се вдишува, тоа е се дава и со посебно помагало кај помалите деца. Дали е дозата адекватна или можеби самиот тип на лек не е адекватен на состојбата. Би требало една реевалуација, значи едно испитување, јас не знам што се има направено, би требало, значи, да се евентуално даде совет врз основа на испитувањата и резултатите, да се можеби смени терапијата, да се даде дополнение на овој лек. Постојат и други типови на лекови кои што се за асма. Така да во секој случај треба да се направи промена во третманот. Дали може би исчезнуваат или се намалуваат алергиските реакции, алергиите како расте дете? Да. Може да се намали симптоматологијата, може да се зголеми, може да се појават преосетливости, значи алергии на алергени на кои што претходно не бил осетлив организмот. Симптомите можат да исчезнат со текот на годините, понекогаш и самата реакција имунолошка на организмот се намалува, така да
постојат промени. Не значи дека еднаш појавени симптоми дека ќе траат цел живот. Така. Доктор Мицевска, кога дете ќе се почне со терапија за алергија затоа што веќе е нели дијагностицирана, во меѓувреме добие настинка или некој друго вирусно заболување, колку мешањето или дуплирањето на терапијата исто така може да ја замаскира сликата или да не даде соодветен резултат? Како и сите други деца кои што немаат алергии, децата со алергии се разболуваат, имаат повремено и некои други типови на вирусни инфекции на дишните патишта, кои што би требало да се третираат адекватно како инфекции на дишните патишта. Меѓутоа, терапијата која што е дадена за алергија не треба да се прекинува, освен во исклучителни случаи кога имаме потешка клиничка слика, па нема да има добро, адекватно внесување и примање на лекот. Посебно тоа се однесува на овие лекови кои што се за астма, бидејќи доколку се јави една вирусна инфекција која што ќе ги влоши симптомите, повторно ќе ги врати симптомите, ќе треба да се делува прво на овие акутни симптоми кои што се случуваат, а терапијата која што се дава хронично да се кратко прекине и потоа продолжи. Меѓутоа, во основа, што и да се случува, терапијата за алергија не се прекинува. Сега тоа сакав и да ве допрашам, затоа ми беше прашањево, кога вие како пулмоалерголог ќе кажете дека детево треба да прима кортикоспреи 21 ден. Што доколку го прекинат родителите, можеби после 7-миот, 8-миот ден нема симптоми и си ја прекинуваат терапијата? Да, најчесто е овој страф од примањето на кортикотерапија. Кога ќе се одлучи лекарот да даде локална кортикотерапија за некоја алергиска болест, значи тоа значи за алергиска манифестација на слузницата во носот, синусите или долните дишни патишта. Тоа е одлука која што се заснова на направените анализи и на сите оние податоци од анамнезата, значи од клиничката слика, историјата на болеста. Во основа, кортикостероидите се лекови кои што го намалуваат воспалението. Воспалението во овој случај е од алергиска етиологија. Не е инфективно воспаление. Кортикостероидот се дава локално, се дава за да има ефект доволно долго, за да може да го намали воспалението, да ја стабилизира слузницата и да го постигне оној ефект кој што го има за цел. Значи, не се дава кратко, не е магичен лек, не може да даде ефект после давање 5-7 дена, 2 недели, некогаш е потребно 3 до 4 недели за да се појави ефектот. Дозите се мали, значи ефикасноста на лекот се појавува подоцна. Најмалку од прилика месец дена за да речеме дека лекот е го ред, ги покажал своите резултати. Ефект ќе продолжиме да го даваме или нема ефект, ќе бараме друг тип на лек. Имаме гледачи, повелете во програма сте? Повелете, ве слушаме. Добриот доктор, до вашата емисија. Ви благодарам, повелете. Докторката. Имам едно прашање за докторката. Повелете. Јас сум повозрасна жена од 55 години. Меѓутоа 15 години пијам цетиризин, имам алергија со синусите, значи очите почнуваат да ми солзат, носот да ми тече, грлото ме гребе. Пиев летизен некое време, докторот ми го прекина летизенот, па ми даде цетиризин, меѓутоа дали од што подолго време го пијам нон-стоп, значи 15 години. Се намалило дејството? Се намалило дејството. Дали постои некој друг лек? Така. Да, ве разбравме. Еве, кога толку долго, нели, една терапија, како да кажеме, може да стане веќе отпорен организмот. Значи, овој тип на алергија, ова се работи за еден алергиски риносинозит, предпоставувам. Предпоставам дека и гледачката и направила испитување за тоа на што
е алергична, кои се алергените кои ја предизвикуваат оваа состојба. Еден тип на лекови кои што се даваат се антихистаминиците, во која што група спаѓа и цетиризинот. Постојат и други типови на антихистаминици, постојат и други типови на медикаменти кои што имаат различен механизам на дејство. Доколку ефектот од овој тип на лекови антихистаминици не е доволен, може да се направи комбинација со друг тип, со дополнително различен механизам на дејство, или да се смени овој лек со друг лек. Секако, доколку е докажана алергија на одредени алергени, лекот лекува, меѓутоа доколку може да се елиминира или намали експозицијата на алергенот, и исто така на еден начин на дел од лекувањето, значи да се елиминира или намали експозицијата на алергенот, доколку е можно. Во секој случај треба да се консултира. Постојат други лекови, други типови на лекови кои имаат различен механизам на дејство, за кои што треба да се побара помош кај на лекарот што можеби ја дал оваа терапија. Специјалист или лекарот кој што ја дал терапијата да се проба со нешто друго. Така. Имаме гледач, повелете во програма сте? Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Се работа за дете 9 годишно. Добро. Има бронхијална астма, инфекцијска. Ама кога ќе настине, тешко дише и со пумпа е. Ме интересира тоа дете кога ќе порасне, дали ќе му остане таа болест или ќе исчезне од него. Само тоа ме интересира. Така. Вака, детската астма е карактеристично за неа дека во еден поголем процент симптомите исчезнуваат со зрењето. Значи, кога ќе премине веќе во една возрастна особа, еден поголем дел од децата немаат симптоми. Меѓутоа, кај еден дел остануваат симптомите. Доколку лекот кој што се дава ја стабилизира состојбата, значи третманот е успешен, тој лек треба да се дава, меѓутоа, во случај кога има, да речеме, инфекција вирусна или некоја друга нели се појави инфекција на дишните патишта, таа треба да се лекува во моментот со тип на лекови како што се претпоставувам прима спреј од типот на бронходилататор, кој што ако во моментот на инфекција се повторно појави тој напад на отежнато дишење, напад на астма, да се лекува адекватно, акутно тогаш кога е настаната состојбата. Со зрењето на организмот и инфекциите се намалуваат, а понекогаш и симптомите на самата основна болест постепено се намалуваат и исчезнуваат и најчесто и терапијата нема потреба понатаму да се дава. Доктор Мицевска, дали тоа отежното дишење сега што го споминавте може да биде и еден од симптомите на кои што родителите може да се посомневаат дека кај детето станува збор за детска астма? Да, доколку се појавуваат симптоми алергиски кои што се манифестираат со отежнато дишење, кашлица, свиреж во градите, тоа се случува кај децата кои што се склони на алергии и при вирусни инфекции. Овие симптоми се потенцираат при изложеност на алергени во дадени, нели, или промена на време. Се тоа може да ги даде овие симптоми и би требало, доколку се посомневаат, доколку ги има детето овие симптоми, треба да се помисли, треба да се побара помош од лекар, за да се доиследуваат и да се расчистат овие дилеми за што се работи. А кога се праќаат децата да се направат алерготестови и дали има возрастно ограничување, да кажеме, на една година или на 2 години, дали ќе ги даде соодветните резултати, ќе ги дадат тие алерготестови или пак се чека после 3-4 години? Постојат повеќе типови на испитувања. Имаме, велиме ние, инвитро и инвиво испитувања. Испитувањата од крв, тие се испитувања инвиво, каде што се одредува специфичното ИГЕ кон одреден алерген. За нив не постои возрастно ограничување, може да се прават и кај немалите. Што се однесува до кожните испитувања на алергиите на
кожа, тоа се инвитро испитувањата, кожната адекватна реакција некаде започнува после навршени 2 години. Така да овие тестови не се препорачуваат да се направат порано, бидејќи може да бидат лажно негативни. Значи, тестовите на алергии на кожа се прават кај навршени деца со навршени 2 години. Додека останатите, кои што се од крв, ги има со повеќе методи, може да се прават во било која возраст. Бидејќи сме на самиот крај на емисијата, може да кажеме дека алерголошките тестови се сепак безбедни за децата, да не се плашат родителите. Секако. Така. Доктор Мицевска, јас ви благодарам што бевте моја денешна гостинка, што ве зборувавме за алергиите и по самиот интерес од нашите гледачи. Гледаме дека на вистина можеби се уште има одредени и прашања и дилеми кои што не ни се јасни и со алергиите, меѓутоа и со самата терапија која што се дава, па се надевам дека сите овие совети кои што денеска ги слушнавме ќе бидат од корист на сите наши гледачи. Се надевам јас. Почитувани гледачи, овде е крајот на денешното издание на Добриот доктор. Утре со вас е колегата Александар Динев. Имајте убав ден, чувајте го вашето здравје и гледајте сител. Довидување.